Добро вечер, почитувани во уште една епизода од подкастот основано со мене. Јас сум Јанаки Митровски. Најнапред да ви се извинам за нашето отсуство минатата недела од оправдани причини. Би рекол, блиска моја личност ненадено на млади години почине и не бевме во состојба да бидеме во 100% издание и подобро нели да не нема отколку да бидеме на шкрги, што би се рекло. Оваа вечер личен избор на и моje задоволство да кажам добро вечер за Ирена Цветковик. Добро вечер. Долгогодишен истакнат активист за човекови права, колку год да тоа кај нас извикано звучи или може погрешно те представам ќе ме коригираш ако грешам. Како си? На овој зимски мајски ден едва преживувам, ама задоволство е да се биде гостин во твојот подкаст. Ми се свиѓа како ги водиш подкастите, така што се чувствувам добро. Следиш ли се искрено, немој куртоазно да ми кажуваш? Не, следам, морам да признам не од почеток до крај, ама ги гледам. Значи ти сигурно ние 20 минути пикат кога е. Кога ми стане досадно мотам. Нормално, да. Ама стигам до крајот. Во последно време не те гледам толку. Порано што се вели од фрижидерно време ќе ми излезеше, во последно време слабо те гледам, освен што чат-пат ми излегувате као рилсови на подкаст со Бужаровски, нели ти напоменав, не ја знам, нели третата особа. Што ти се случи? Види, дојдов вајда до таа возраст, во кој што редуцирам. Мислам, најдов форми низ кои што се изразувам. Едната е подкастот што го спомна, другата имам еднаш месечно колумна, така што и пишувам за Призма. За Призма, извини, да. И пишувам и имам во некаков видео формат, така што се мене тиче, мислам, доволно е. Добро, се тоа и не е, знаеш, колумна еднаш месечно и не е толку интензивно. Не, еднаш месечно подкаст, еднаш месечно колумна и еднаш месечно оди подкастот, тоа сега во подкастот да прашам. Како беше насловено интересно? Радио Милева. Триала пачи, што? Ајде малку околу тоа да видиме идејата, форматот, дај баш кажи ни, затоа што мислам дека не е популаризирано колку што би требало да биде. Или може мојот печаток да, не, има, Радио Милева има своја супер публика и тој таков подкаст, мислам, тој подкаст кој што не е наменски. Да, и не комуницира со широка јавност на секакви теми, но од друга страна и комуницира на некој начин. Идејата се роди од две причини. Прво, и јас и Румена и Јана сме другарки од основно. И да, буквално цел живот се знаеме и нашите средби отприлика изгледаат како што не гледате на подкаст. Седиме и чачара-пачара на тие теми за кои што зборуваме. Тоа е едната. А втората, ние често збориме дека и затоа ние во јавната сфера, особено во Македонија, бидејќи сме мала ние земја, нашиот јазик малку луѓе го говорат, теми, особено женски теми од прогресивен агол, ретко ги наоѓате. Ние немаме ни телевизиска продукција и нешто подкасти што има повеќето се бават со дневно политички. Имаш две опции: да гостуваш кај други, па да ги надополнуваш таа дупка која што постои, или она за што ние бевме заинтересирани, ајде ние да искреираме јавен простор, па ние да бидеме тој глас кој што ќе го надополни простор. Така што така се и роди Радио Милева. Еве 2 сезони истеравме. Што правиме во Радио Милева? Зборуваме за многу секојдневни теми, не дневно политички, туку секојдневно. Зборуваме за развод, за имање, немање деца, зборуваме, не знам, за теорија на заговор, за cancel култура или култура на откажување, од наш некаков агол. Едната од нас е писателка, едната е уметница, и јас кој што се бавам со родови студии и активизам на некој начин. И гледаме мислам дека се надополнуваме. Или малку ретко еднаш месечно? Е ретко, ама и толку и може. Да убрза. Али мислам дека третата сезона ќе одиме со 2 пати месечно. Мислам, тоа е некој максимум сега за сега. Па, ќе видиме понатаму. Баш ми е драго. Кога спомнам дека си истакната долгогодишен активист, вистина ли е, и ова го дознав предбрзо, дека си еден од основачите на Движење за социјална правда Ленк? Да. Што од сегашен аспект... Една од двете жени основачи. Која е втората? Ана Блажева. Ана Блажева, не ми тикна во моментов, меѓутоа од сегашен аспект и
како франкенштајнски се развие тоа движење, тоа е киднапирано, веќе не е ни невладина. Реално гледано сабареме тоа моето видење, меѓутоа од сегашен аспект баш ми е вака позитивно изненадување. Да, не мислам, види, Ленка никогаш не беше невладина, тоа беше левичарско движење. Така. И тоа е регистрирано како здружение во таа смисла. мислам дека не се регистрира. Мислам дека се. Може би се, да. Јас кога заминав не беа. Но тоа сигурно било пред 15 Многу одамна, години. да. Па да, мислам, ние бевме, јас бев и Ана и така и се запознавме, ние бевме девојки, мислам, се сметавме за левичарки и таму ми се збогти са левичарството, можам да кажам, сега не сакам ни така да се нарекувам. Беа тоа некои детски болести на левичарските движења, кои што за жал не успеа да ги прележат тие луѓе. Салонски левичари, што би ве нарекол некој... Па да ти кажам, овие салонски левичари дури се и подобри од овие самопрогласени маченици, затворени во идејата исклучиво само за себе. Нивниот имидж да бидат препознаени како левичари, безгрешни, марксисти, да. кои што Тоа е као комплекс, кај повеќе од тоа. И тоа не мислам секоја чест секој си има свои ембани и доблести, имам и јас и ти, ама го гушиш движењето. Тоа сам да ти го кажам, проблемот кај растот на таквото движење да е отпорно тотално на промени, сега знаеш, сепак е 20 црквата што се вели што е догма. Абсолютно, не знам дали сигурно ти е познато и може и не ти е познато, не е битно или колку напушува дека таа јавност е познато дека докај 60-тите средина на 60-тите години дека католичката црква исклучува на латински држала миси. Сега црквата се адаптирала што е она догматична професија, па се камоли за марксистички служенија. И просто отпор и да се чита било што после Маркс, што исто така е една голема неправда за левите интелектуалци. Мислам, навистина голема неправда. Цела плетора на автори, така. И како и овие идеи кои што ние ги носевме во тоа движење не беа препознаени или прифатени. Не беа прифатени, да. Имаше една догма, ако не зборуваш во истиот глас, со истиот репертоар на зборови, ти веднаш си предавник во таквите групи. Тоа е веројатно омилен збор предавник. Да, и јас имам проблем со догма, па и идеолошка, дури и, како ти кажам, дури во оние идеологии во кои што апсолутно припаѓам. Јас имам проблем со догма и во феминизмот. И затоа... Постои ли простор за жената политичка се профилира во тие леви, крајно левичарски движења? Реално, исклучително на прсти можеш да избориш жени кои што можам да ти ги набројам и во ајде не политички партии, ама нека се и од Солидарност, понатаму што се исцепи од Ленка, значи и сега имаат некој комунистичко движење, значи на прсти една-две жени, една знам веднаш да ти кажам и толку. Каде се должи недостатокот? Постои ли простор за жената воопшто да се профилира во таков тип на движења, па и генерално на македонската политичка сцена? Оскудна е, да, може би оние 30-50% козметички постојат, меѓутоа секогаш се во втората половина на листите. И не е само на листи, ме сегаш поинтата. Кажи ми истакнат женски политичар во Македонија со авторитет, као доста Димовска ве свое време нека биде. Да, политичките партии тука може и се подобри за жал од овие левичарски движења. За жал, викам. И сега имаш, ја ќе ти кажам две причини за тоа. Едно е, да, мислам, овие движења секогаш биле отворени за жени, ама и тука треба да бидеме фер. Жените, особено млади жени, ретко гледаат, како да кажам, не се чувствуваат добре дојдени или не се гледаат себе си во тој тип на и не се активни во тој тип на движење. Втората причина е како жена внатре имате две опции, тоа е вашиот глас ќе биде слушнат доколку зборувате така како што зборуваат машкото членство. Ако се обидете да донесете друга тема, причината зашто јас излегов од Ленка е затоа што тоа беше 2006 година, ек на антиабортус кампања. Би сега како некој што е дел од левичарско движење побарав да се бавиме со тоа прашање. До некаде можеа да го разберат кратко време и после тоа веќе не. Во таа смисла, како жена, вие не може да се бавите со прашања кои вас ве таргират. Не може да зборите за абортус. Тие имаат посериозни теми, они ќе копаат ровови, ќе чекаат новата револуција да почне. Мислам, ме разбирате. Било кое што ќе го донесеш како
како твоја тема се смета за либерално, идентитетска политика, иако прашањето на абортус апсолутно не е ниту е идентитетска така, политика, ниту е либерално, се работи за здравствено право. Мислам. И тоа се веројатно причините. Денеска и ги гледаме, ќе видите и во партијата Левица. Колку се жени активни, колку се жени кои што зборуваат? Има поактивни, али колку се поистакнати, толку не знам баш. Меѓутоа дека има повеќе. Има, ама не се толку истакнати. Јасно. Сега, ако одиме пак и другите политички партии, таму, ајде, и подолго постојат, тие веќе имаат и форми како ги вклучуваат жените и квотите ги тераат на некој начин да ги. Да, ма друго е проформа. Ама ајде пробај ти, пробај како помина, ќе ги земам Социјалдемократскиот сојуз како пример. Како помина оние жени во политиката кои што се бавеа со женски права и родова еднаквост, па тие во својата партија замени генерален секретар на НАТО е Радмила Шекеринска, ама тоа веројатно не е поврзано со Социјалдемократски сојуз, така да. И Радмила Шекеринска не беше некоја, не беше пратеничка која што се бавеше и не се бавеше со родовите прашања. Така да. Ги имаме Санела беше таа, Даниела Николова, Жанека Ванчева Калевска, ќе ми извинете ако сгреш. И така. Да, колешката, да. Да, неколку беа. Каде се тие во својата партија беа маргинализирани. Да. Замолчени, исмевани, линчувани во јавност и никаква поддршка. Не ти зборам само во таа смисла. Ја ти зборам во смисла на чегор понатаму, значи алфа жена во политика, значи да дрма баш доста Димовска не ти ја кажам како омилен лик, него како знаеш како профил, како прототип на. Добро, Гордана Јанкуловска беше од може да се каже Гордана Јанкуловска, значи да дрма, да има сериозно автентично политичко влијание. Да. Клиентелизмот во македонските партии постои, да не бидам погрешно разберен, женскиот клиентелизам па преку давање на услуги кои не се баш сегаш политички, се знаеш дека тоа така, е многу истакнат и веројатно примеров на Гордана Јанкуловска е последен познат пример на жена која што имала авторитет во. Тоа што мене на пример никогаш и како феминистка не ме интересирале жени, мокни жени. Мислам, мене ме интересира кои се тие политичарки кои што ќе направат за другите жени. Сега секоја чест и на Гордана Јанкуловска и на доста Димовска, па и Радмила Шекеринска, ама искрено да бидам, жените баш и немаат некој бенефит од. Не знам, не би рекла дека имаат. Веќе сигурно надминала тоа, веќе не се декларираш како левичар. Мојот став на пример е дека парадигмата лево-десно е па принцип мање више измислена согласно дивиденд импер и дека тоа е веројатно и неверојатно баш сметам дека баш на потерецот раздели па владеј, а и веројатно и годините го прават тоа кога си помлад, си подложен на таков тип на профилирање. А имаш потреба да припаѓаш. Мислам, тоа е нормално. Веројатно, имаш потреба да припаѓаш, да бидеш препознаен. Нормално дека левите политички идеи мене ми се поблиски. Знаеш, тоа е сосема нормално. Ама не робувам на идеологија. Мислам, тоа е нешто, тоа е еден вид на зрелост, кое што се добива исто така со години и со искуство. Постои дел од конзервативизмот кој што јас и така го прифаќам. Тоа е дел и од мојата лична политичка идеологија. Има некој во таа смисла не сакам слепото верување во идеологија да ги ограничува моите светогледи, но признавам и кажувам јавно, левата политика па и марксизмот, да речеме, е нешто што мене политички ме е многу поблиско отколку десната. Во таа смисла. Да. Каде се наоѓаме во се извинам, во нели те прашав и пред те прашав пред почетокот на снимањето, ќе те прашам и за емисија. Веќе не си дел од коалиција Маргини, колку што е мој разбирање. Беше извршен директор, ако не се лажам. Бев извршна директорка, сега не, имав тежок период, се уморив многу од работата. Знаеш сам, кога се бави со јавност е исцрпувачка, така што сега да бев некаде на некој побави места, ќе кажав дека сум на сабатикал. Ама, да, се обидувам малку да ја избалансирам, да се одморам и јас сум секогаш и ќе бидам дел од Маргини, но официјално веќе не сум вработена таму, да. Ми требаше одмор. Добро и да ти кажам, и не ти е паметно, и не ти е погрешна идеја за одмор, константно ми треба одмор. Да. Меѓутоа, ајде на ниво на поле на активизам, сакам да зборам и затоа што најмногу те повикав.
11 години, 10-11 години владење на па повеќе Никола Груевски отколку ВМРО да помене, во Македонија доведе до тоа да невладините активисти се буквално сатанизирани, стигматизирани на секој чекор, значи петоколонаши, неколку кованици, соросоиди, сороспи, кои што вака нели лепат на уво, убаво, интересно звучат, далеку дека ги оправдувам. Каде денеска го гледаш македонскиот активизам во тој дел, па после малку ќе те подречнам и на друга подтема, меѓутоа каде денеска се наоѓа македонскиот активист? Активистка? Јас не кем да глумам, мислам, јас искрено кажам, мојата работа во граѓанското општество го сметам за професија, не за активизам. Тоа е мојата професија. Јас сум учела. За тоа сакам да. Јас сум учела за тоа, јас сум магистрирала, докторирала и сум на работната позиција, затоа што јас сметам дека јас можам да извршувам таа работна задача. Мојот активизам секогаш го врзувам за нешто што сум работела волонтерски. Не е прашање само дали земаш плата за истото, туку се втурнуваш во нешто, дозволуваш да бидеш и воден, и да веруваш, или да водиш и слично. Во таа смисла не правам се некој баук од себе дека сум ја мајка Тереза, сум на тоа работно место затоа што сум била, како што кажав, образована, за тоа и сум ја вршила добро својата работа, исто како што и си ти адвокат, не затоа што си месаја и ги сакаш сите луѓе, туку затоа што тоа е твојата професија и добро ја работиш. И од тоа, мислам, честно за работување нема што да се... Мислам дека само на луѓето вработени во невладени организации им ја наметнато тоа да требаме постојано да се правдаме. Јас не сакам да се правдам. Како и секој честно ја заработувам и ќе ја заработувам својата плата. Активизмот или моменталното состојание. Да, она што денеска го гледаме како активизам, па ќе кажам не ние што професионално се бавиме со ова што се бавиме. Колку ние имаме активно граѓанство и за кои работи. Јас, ако сега вака направиме еден пресек, само последнава година да ја земеме, ние гледаме дека кај нас, жално е ова што ќе го кажам, интересот за активно учество кај граѓаните се јава после за жал трагедии. И тоа го видовме. Значи, сообраќајката во која почина млада девојка, трагедијата во Кочани, што значи дека тоа зборува дека нашиот дух како народ е убиен до толку што ние само на смрт реагираме. Не беше така порано, не знам дали ќе се за рудници излегувавме, Јас и те се запознавме јас тебе те знам уште од времето кога бев со Ленка, одевме на факултети кога ги правевме разни акции, бевме активни како во авторитетот на професорот. Тоа е за мене активизам. Ние бевме студенти, им викавме на другите студенти дека секогаш треба се сомневаат во апсолутниот авторитет на професорот. Да, тоа беше добра акција. Супер акција беше, имавме акции со Вуна што ги правевме за нели од ганџа се умира само ако те фатат алфи. И слично се изгуби тоа. Јас мислам дека тоа покажа дека ние имаме народ со убиен дух. Види малци она ја што го нарекувам дигитални дебили генерација и тоа се си го носи својо, дека нас се знаеш малце со кај нас социализацијава беше многу поинаква. Мала дигресија дека ме држи ум. Нели своевремено и цената ја плати, ако може така во наводници да кажам, да не беше избрана за асистенти покрај позитивна рецензија, не знам така како искрено, дека односно на научно наставнички совет. Бев избрана за асистентка, но конкурсот беше понисен. Да, конкурсот беше понисен затоа што асистент за народови студии. Така? Причината беше заради мојот јавен ангажмент, затоа што критикував јавно професори. Професори кои што подоцна те блокираа, така. Да, го поништија конкурсот, иако имав највисок просек од сите кандидати и бев избрана од рецензентската комисија. Која година? 2009 или 10, така нешто, можеби 10. Бев избрана од рецензентската комисија и бев единствена кандидатка со завршени родови студии, значи ги исполнив сите услови. Нешто жално е, тоа се ниски страсти. Никогаш не сум се водел од ниски страсти. Ја, например, можам, сигурно нема сега да ги именувам, ја сигурно ќе ти кажам барем 5-6 судии и 5-6 обвинители кои што
немам никакво добро мислење за нив, а никогаш не би им нашкодил. Ми разбираш или никогаш не би кажал лош збор за нив јавно. Ја може да не ги сакам како личност, јас сметам дека добро си ја работат работа, кај нас малце ниски и то го паметам твојот случај навистина вака како последица на ниски страсти, знаеш, факултетот да се лиши од добар кадар е прилично кретенски. Сама за себе збориш нормално дека малци да се хвалоспеваш. Мислам, види, може би е невкусно, ама така е. Ова не се ни мои зборови. Тогаш тој случај одекна во јавноста и деканот даде јавна изјава и кажа, иако е најдобра кандидатка, иако имаше најдобар успех, единствена во дисциплината избрана. Ај се професори мислам беа во прашање тогаш, машко и женско или така нешто? Две професорки. Од жените патиш. Дека причината зошто, причината зошто не е избран, причината зошто е поништен конкурсот е заради јавна критика на овие две професорки. Не се, дури во академската средина кај нас е затворена за критика, што во академска средина е недозволиво. Така е, тоа е поим за... Апсолутно, апсолутно. Нема, види и величината кај луѓето тука треба да се гледа да си... И суета, никогаш, и суета, ама никогаш не сум бил имун на критика. За мене сум слушнал се и свашта од А до Ш, у принципи сум таков човек да сум опериран од тоа кој што мисли за мене, мислам се блискиве да ми е битно, започна како јавност меѓутоа и да си знаеш како и само многу кај нас не постои само способност за самокритика. А самокритика е една од главните темели за да можеш ти да го достигнеш својот максимум. Јас немаш апсолутно мојата критика не била кон професорките лично, туку кон нивниот учебник, кон учебник беше, имаше навистина жесток говор на омраза во тој и небулози, ненаучни факти внатре. Како да кажам, работата на науката е да критикува. Тоа е и развој на науката, иначе ние би останале со пијавици да не цецат крв. Ама во академската средина тоа уште не е надминато. Кај нас особено, кај нас е така, не е баш во кај нас тоа да не мора ни да одиме подалеку, верувај ми, стварно ја пратам академската средина во регионот. Веруете, соседите Србија, Косово, Албанија подобри се од нас. Мислам, стварно сме паланка една во таа. Не само ти академска средина, ти види и политичката средина. Земи ги ти парламенти, тоа повеќе пати сум го потенцирал. Земи ги парламентите на Србија, таму можеш да најдеш широк спектар од крајно леви до крајно десни. Во Грција е исто. Грција ти е еден од ретките парламенти кај што комунистичката партија таму закона 6-7% има, па не знам што светот да западне. Светот да се распадне. Бугарија 9 пратенички групи влегоа. Само кај нас сме ние заглавени на бипартизам и толку е, значи, мислам. И притоа и кај нас дури и 2, 3, 5 партии колку се парламентарни партии, вие немате разлика помеѓу луѓето. Имено. Они се идеолошки на иста страна. А и многу си се шалтаат. Се имаат префрлано. Не се зафркава. Значи имаш истакнати кои што биле ваму па оделе таму. Инаку кога сме кај да се надоврзиме, да се вратиме на темата на сатанизирање и стигматизација. Значи, особено во последните години, затоа што груевизмот у свој стадиум, ако го анализираме, се не да се вратиме баш за Груевски, ама мене ми е вака прилично омилен за негативен лик за анализирање. Значи, од, не знам, првите 2 години на релативно мирно и добро владение, без покрупни афери, без 2009-та почна да се забегува, нели, со А1 кулминираше затварањето 2011-та, од 2011 до 2014 веќе некоја експанзија на лоповлук, значи силеџиство и веќе после 2014 значи на турбо полудување. На крајот на неговото владение, и тоа мислам дека остана да лепи кај јавноста, да се ангажираше човекот за она што, како го нарекуваше, десоросоизација, кој што не е случајно избран термин и нели треба да потсега на дератизација, на на инсективе. Мислам тоа што сега Вучич го прави, не учат од грешките. Не учи Вучич груја школа, меѓутоа тоа за некоја друга тема. Тоа скроз барем кога зимаше замав. Сакам да кажам и таму се пресметката е кон невладините организации, иако напротив видливо е дека студенти ги водат протестите таму. Мислам, во Македонија шарената револуција и како невладините организации беа клучен дел. Ама клучниот отпор почна и кај нас од студентите, не беше. Почна од студентите, ама шарената ја водеа луѓето од невладин сектор, мислам тоа беше и видливо, нема што тука да зборуваме. Имаше и проглас 80 години. Често е тоа
Нормално е дека граѓанското општество е на удар затоа што е најсилен критичар на власти. Се тука ти имаш на некој начин и прекјутен консензус помеѓу политичките партии. Политичките партии како ентитети во Македонија имаат најголема моќ. Да. Они се тука негде со корпорациите, со олигарсите. Односно истите испреплетени се, да. Не им одговара. Нормално е сега дека една партија ќе покаже дека е повеќе отворена за граѓанско општество од друга. Да, само секогаш била поблиска со невладениот сектор. Меѓутоа, во вистинска смисла, ние сме проблем на секоја елита. Затоа што си ти гласен критичар и граѓанското општество има некаква моќ. Не е иста са политичките партии, ама можеби медиумите се помоќни исто така ама одма после медиумите би требало тука од прилика негде и моќта на граѓанското општество. Желбата на политичките партии е да видат граѓанско општество кое што ќе се бави, како што викаат тие, со убави теми. Они сакаат нас да не видат да садиме цвеќиња, да чистиме паркови, а со политиката да се бават само политичарите. Имаат монопол, да. Се ние тоа малце не им го даваме, малку повеќе, и тоа ги нервира. Оцрнувањето е многу лесно. Многу лесно оди затоа што е поддржано од сите. Странско финансирање. Да. Пет около наши, платеници, ова се беше со УСАИД, например, последно. Да. Немаат проблем да излегуваат политичари и да викаат и новинари, не знам кој, еве ги цијашите, конечно им се ќе цркнат за пари, да те обвинуваат за странски платеник, за странски служби, а најголем, огромен, значи 80% од буџетите што УСАИД ги истурал во Македонија, одат на државни институции. Да, тоа е точно. И секој е платеник во оваа земја. Цела граѓанското општество пинат. Македонија немаше капацитет или не сакаше да троши пари, кои што веројатно ги очекуваа, им беа најавени од USAID за поширокава јавност. Кога се води тонско снимање во кривичните судници, Македонија немаше капацитет тоа да го изгора. Да. Пар милиони евра не е некој износ, ме разбирате, значи 27 судови се во Македонија, не се 27.000. Оди пред секоја судница во Македонија, дека барем кај поголемиот дел се уште стоат ден денес дека се опремени со тие пари. Жално е да ти кажам например дека најголемиот суд во Македонија, тоа е основниот граѓански суд, тоалети немаш, па се реновира, мислам што е жално да се каже. Меѓутоа веројатно сте полесни за таргет. Меѓутоа еве кај е мојот проблем, затоа ти реков во една малку подтема. Ти убаво кажа и барем не глумиш како одредени активисти, ја го гледам како професија. Ја тоа го гледам како проблем, мора да ти кажам, да се детски ова малку што ќе го кажам, ама секогаш сум сметал дека активизмот требало да биде волунтаристички, што е погрешно и тоа сум го сфатил преку Сдружение за канабис и зелени политики Билка. Затоа што еве ќе ти кажам, ние 7 основачи кога сме почнале со многу ентузијазам све. Меѓутоа од друга страна сите сме биле со примарни професии и ние сигурно би направиле многу повеќе да сме можеле да се посветиме 8 часа во денот. Ние не успеавме, тоа и не се популарни теми, ние не сме успеале да обезбедиме финансирање за да не знам 2 деца условно речено да вработиме и да може да ги реализираат целиве на Сдружение, така да се има плюс и минус. Меѓутоа, no such thing as free lunch. Ајде во тој дел да доеме. Тој што ги дава финансиите, сигурно има одредени очекувања од вас. Не е дека се ви дави, дека се до тој степен да се ние сме да треба бидам наивен, дека се до толку ми дава мене одврзани раци, има верба во моите убави очи. Не. Кажи ни како оди тоа. Не, апсолутно тоа не е така, мислам, тоа се бајки за мали деца. Вие користите странска помош. Значи, парите што нивните граѓани, ако почнеме од УСАИД, тоа се граѓани на САД. Да. Ако Европска унија, граѓани на Европска унија. Кралство Холандија. Нивните даночни, значи taxpayers, како би ги кажали на македонски, од нивните луѓе ние користиме пари. Таман работа, тебе странска држава ти дава пари, ти што сакаш да правиш. Обично, и затоа велам, тоа е професија. Тоа се распиша, значи, државите решаваат во кои приоритети сакаат да вложат во оваа земја. И распишуваат огласи за апликации. Јавни огласи за апликации. На тие Јас знам формално, дозволиш ги да прекинеш. Ама не е формата. Се апликува, се аплицира за не е формата. Во тој повик за апликации, јасно стои
Која е целта така, на не може ти грантот? што сакаш. Која е целта Да. на грантот? Значи, не може ти што сакаш. И тогаш ние бираме, како организации, бираме дали овој повик е во склад со она што ние сакаме да го правиме. Ако влегуваме, аплицираме, ако не. Сега, тоа исто така е пазар. Нормално, дека се случува организации кои што и немаат капацитети, можеби за некои теми, Так. не се доволно подковани, во желбата да се обезбеди средство, се аплицира на повик за кој што е не сака. Јас не можам да зборам во име на целото граѓанско општество. Она што можам да го кажам за маргини, таму каде што сум работил водела, ние никогаш не сме аплицирале за да аплицираме. Ние сами сме правеле стратегија како кои се оние теми што сакаме ние да ги работиме и тогаш бараме повици кои што се апликативни за нас. Сега каде е тука ова што кажат имали скриена агенда? Тој да го демистифицираме ако баш сакаш. Особено кога се бавите со човекови права, тоа не се некои теми, па поготово човекови права на маргинализирани заедници, тоа не се некои големи теми од интерес за големите сили, знаеш. Да се попедариш нацијата? Сега знаеш дека парафразирам. Да. Не, колку и тоа да им изгледа заводливо на некој, никој не дава пари за да се создават. Да се уништи семејството. Да се уништи семејството, особено не земји кои што и како се конзервативни во тој поглед, да не се лажеме, ниту е Холандија, не знам колку прогресивна, во смисла да би го уништила семејството во име на некоја заедница, ниту но тешки националисти се на власт, моментално да. Така што ние не сме сега. Може би као вие, кои што се бават со корупција, тоа се тие големите, да речам, темите кои што се зазорни, од кои што се плашат. Евроинтеграција во клучни, во францускиот предлог, ИРЛ истражувања, тоа се оние жешки костени. И се случувало кога беа големите критики кои што доаѓаат од нашиот невладин сектор кон францускиот предлог. И тоа, пази, доаѓаат од организации кои што користат европски пари. Така. Ние видовме жестока критика за францускиот предлог, токму од невладиниот сектор. Ние сме правеле, дури и нашите сме правеле парада на гордоста со американски пари, со пари од Европска унија, на која што се вееле палестински знамиња. Така. Во таа смисла, знаеш, останува и на самите луѓе. Колку си ти како карактер подложен, субмисивен и спремен да подвиткаш кичма, или не? Кажувам, ние сме виделе и како кичма во граѓанското општество. Организации кои што, ги спомнав, знам дека имало понекогаш можеби и повици, јавни, не тајни, јавни, дека не може да се вие користите пари од Европска унија за да го помогнете пристапувањето на Македонија кон ЕУ, не можете да критикувате и слично. Видовме дека овие организации покажаа став и рекоа не интересира. Ние принципиелно кажуваме дека не знам овој предлог заради тоа и тоа, да не влегувам само во материјална расправа. Кога сме кај францускиот предлог визави кај нас недостигот од активизам, ако баш сакаш низ пример ги ти кажам дека баш тука се види дека кај нас за жал, и тоа е многу жално да се каже, дека на улица масовно народ може само партија да извади кај нас. Еве ја ти кажам дека бев дел од тие протести, мислам одев на тие протести и тогаш во ред тоа се правеше јавно, не се криеше, да политичките партии ВМРО, ДПМН и Левица ги поддржуваа протестите и додека например голема партија како ВМРО, ДПМН ги протестираше, пред влада беше полно. На денот на гласање, тоа беше многу видливо, тоа многу лесно се гледа, на денот на гласање во собрание ВМРО, ДПМН ги повлече своите членови и 300 максимум луѓе имаше пред собрание за едно така важно прашање, идентитетско, државно, какво год сакаш, така да и малце сме и самите сме си ја заслужиле својата судбина да, знаеш како са, еве најхардкор националист да си или да си родолюб патриот, па и да си обичен граѓанин и се некој името го менува, а факт е дека најголемиот дел од граѓаните со тоа не се согласува и пред на улици има 300 луѓе, мислам за што зборуваме кај нас, за жал
Партијашите јас ги доживувам како Па тебе ти убици треба на партија, духот. да, точно. Тоа. Ние стигнавме до тоа. Ти треба партија да завршиш факултет, ти треба партија да се вработиш, ти треба партија да се лекуваш. Не знам дали знаеш, во партија ги венчаат. Да, и тоа имам. Слушнато страдно. Во партија се наоѓаат дечковци, девојки, тука се зимаат. Тоа е тоа. И ти очекуваш да не ти треба партија за да протестира. Се не зависи додека не од заробиме државата, додека не од заробиме од партиите и олигарсите, нема да имаме ние граѓанство. Добро. Големиот дел од публикацијата со тебе нема да се согласи сега вака да речеме како што го представуваш, меѓутоа еве не знам, омразен ли како Џорџ Сорос? Еве зашто е Џорџ Сорос толку омразен? Пропаганда ли е, реално ли е негативно, позитивно влијание? На што се должи на политички противници го сатанизираат? Не верувам, еве ја искрено ти кажам, не ти изборам сега само еве како персонификација нека биде Џорџ Сорос, 5-10 крупни фаци на филантропија. Види, углавном, да не се лажеме, и парите си ги кријат на таков начин, затоа што знаеш дека невладините не се подложни на даночење. И сега не знам, Бил Гейтс ќе го донирал цело свое богатство на кого? На Бил Гейтс фондација. Мислам, малку и невкусно, ама проаѓа. На што се должи? Еве и за Сорос баш да се фатима, ако сакаш, на баш персонификација негативната перцепција, и тоа не е само Македонија исклучок. Па, Пропаганда. мислам, добро го објасни ти тоа. На тоа и се должи. Прво, исто, има и предвид и клиентелизмот. Обичните луѓе никогаш нема да сатанизираат олигарх кој што им ја покрал државата. Не знам, за Мијалков беше едно време така најомразен лик, стигна до најомразен лик, се воодушевивме од свадбата на неговиот син. No. Паднавме. Не, денес луѓе од него се воодушевуваат. Од Мангу било. Да, така. Yeah. Мислам, и еден куп такви кои што, како ти кажам, мојата мајка работела у фабрика и знам што, знам ја како ја поминала приватизацијата. 90-тите, да. Све ми е јасно кога сме останале на улица без работа и се. Не, брате, Џорџ Сорос ке им биде крив и ја тука немам решение освен да се смеем. Мислам, зошто е тоа така? Лесна мета, да. Лесна мета. Дури овие олигарси кои што ги спомнам, кои што ни оплячкале државата, не оплячкале некој друг, нас, нашите пари, нашите, од нас украле, буквално од нас украле, од даноци украле, од буџет украле. Од политичари да знаеш, да веруваш. И како, знаеш, барем Џорџ Сорос, иако и он тоа се купувал некакво, стварно не знам. Ете, нешто вложил, кога беше Соросовата фондација тука, ембаргото Грција која ни го удри 90 и некоја, ете им стави за жито, па не знам, градинки опремува. Што прават овие олигарси со парите? Цркви. Значи, прават цркви. Што има народот? И ги носат по офшор. И ги носат, да. Значи, барем болници да прават, да не прават цркви, односно, ние имаме стари манастири кои што ни скапуваат, стварно не ни требаат ама во стариот манастир не можеш себе си да се ставиш на фреска како светец, што е патем тешко богохулење за оној кој што минимум се разбира од вера. Јас не сум верник, а ти сум, сум растен во тој дух и до толку сум верски воспитан, да е тешко богохулие да вие сам себе си се ставате иконопоклонство да си правите и да си се ставате вие со фамилијата дека сте се ја не сум чула освен цркви нови што не знам дали си видела дека си се ставате со ореоли со кој бе сега добро да не битно е да не именуваме, да можеби ќе сгрешам. Знам и точно за кој сме ги гледале. Значи си купуваат професори да ги хвалоспеваат и така натаму. Точно, им пишуваат книги во Ghostwriter, им се најпознатите нашите писатели. Да. И во таа смисла е смешно, ама ете, и тоа покажува. Функционира и покажува дека и луѓето повторуваат мантри, не знам ни колку стварно веруваат. Можеби да, веројатно дел да, ама тој знае дека зависи од тој олигарх, дека тој ќе ме вработи, тој ќе ми даде 15-20 денари плата, тој ќе ми помогне утре, не знам, ќе ми отвори со медицинската сестра да легнам во скапана клиника, па и да умрам там. И така натаму. Тој е народ помирен со судбина. Те плаши ли дежаву? Например, еве сега повторно имаме, јас намерно ги ти кажам условно речено конзервативна влада, луѓето појма немаат од конзерватизам, меѓутоа те плаши ли дека може да се врати тој најтемен стадиум на груевизмот? Да биде парадоксот поголем, ја знам пар
истакнати нели овако членови кои што ја почнале кариерата во невладин сектор, не знам, ти си од мене малку повозрасна, сигурно да не знам, Милија Димовски бил дел од Младински образовен форум, например, и уште пар ликови кои што биле сериозни активисти. Те плашили дека може да се деси дежаву? Не, мислам, искрено не ме плаши, не дека нема да се деси, туку веќе се случи. Ама не дежаву, мислам дека одиме на полошо. Да, ние во тоа време мисламе дека од груевизмот нема полошо, ама и мислам светот отиде на многу полошо. Дополнително, не дека не, и во тоа време имавме економската криза, ама оваа сиромаштија, оваа инфлацијата е најголем проблем. Инфлацијата е огромен проблем, мислам дека и ти пари има не вредат. Да, но човек го чувствува тоа, ние секој човек што живее од плата. Ние што живееме од први до први точно знаеме како е да се живее денес со плата. Тоа ме плаши што светот забегува во крајна десница, затоа што овие Tech Bros мора некако да оправдаат зашто се тие билионери, а ние сме нели ние не можеме веќе да се дозволиме ни веќе и во продавница и млекото го премеруваме, па кој е поевтино ќе го земеме. И ме плаши тоа што сега за разлика од тогаш имаме две јаки војни жаришта во светот. Тоа е она што се случува во Газа е језиво, страшно. И Русија и Украина, она што се случува во Украина исто така е страшно, ама ова прво па него не признаваат. Да, точно, не и трае со децении со различен и интензитет. Да, денеска е дури казниво да го кажеш ова. Плюс администрацијата на Трамп е ултра про Израел и ајде што е про Израел и не ми е мене персонален проблем, меѓутоа баш тоа што кажеш негирање на очевиден геноцид. А знаеш како само тоа него и ако изреагираш, замисли студенти се прогонети. Да, затоа што реагирале. Тоа е страшно, да, види не само тоа, гледај се. Тоа што се случи се бара, наративот се бара еве кога сме баш кај Палестина, ако кажете нешто дека е види тука, значи се индискриминетли се бомбардира, се убиваат недолжни цивили, ви велат ама дали осудуваш Хамас или не. На никој нормален човек не би оправдал тоа што се случи на 7 октомври да покажу цивили, не да не го оправдам, ми се гади. Меѓутоа знаеш кога ќе дојме за тоа за радикал од кај се родил Хамас и зашто се радикализирани. Газа е на територија од, не знам, Скопски аеродром, од прилика. И таму живеат 2 милиони луѓе. И ти цела Македонија да населиш на Скопски аеродром, или територија колку аеродром, и да е без струја, без воја, затворени со чекпоинти, па би се изненадил сите до еден да не сме терористи, сите не се терористи, а не да зборуваме за понатаму. Но исто така и таа лажна дилема. Ако јавно кажеш дека да, се случува геноцид и добиваш етикета антисемит. Антисемит, да, точно. Иако евреи излегуваат и го кажуваат ова. Ма имаш и масовни протести, и поколеници на овакво напреживени од Холокаустов. Ајде малку на тема ЛГБТ, особено трансджендер сакам да те чепнам. Значи, сигурно сум бил ЛГБТ френдли човек, тотално никогаш. Настана е дали форма на активизам, например, отворено да кажам, парада на гордост не поддржувам, не би излегол да се прошетам, не е дали поддржувам, не, протест секаков поддржувам и искажување на став, не сметам дека е тоа, не гледам што со тоа се добива видливост и небитно, меѓутоа секогаш сум бил LGBT френдли, меѓутоа морам да ти истакнам дека сега да не ме нели тужи некој, да бидам повнимателен во изборот на зборовите, дека ајде не го разбирам дали е правилен избор, меѓутоа не поддржувам дека можеш ти со изјава на нотар, ниту ми за мене е прифатливо, или со било како да кажеш дека јас сега од Ирена Цветковиќ сметам дека би бил, не знам, Ирин Цветков, да го симплифицираме. Имам гледано твоја емисија каде што, например, збореш дека треба да има за мене неприфатливи теми, неутрални тоалети. Какви се ти неутрални тоалети, како се менува, или дали лошо сум те разбрал, убаво да те... Со некој беше на дебата, чином? Беше прашањето, точно знам за која, да, односно дека со законот за правно признавање на родот, ќе се дозволи момчиња да влегуваат во женски тоалет во училишта. И тоа е прифатливо? Што е, прво не може со закон за правно признавање на родот да ви уредува тоалети во училишта.
Тоа ми беше мојата. Во однос на неутрални тоалети, лицата со посебни потреби цел живот одат во неутрални Не е тоалети. исто, не можеш да споредиш. Како не е Мора исто? да те пресечам, да молам. Чекај, вака, си видел машки и Ако сум ја роден женски? со хендикеп, Има машки и женски тоалети за лица со хендикеп. нема. Во ред. Па што е тоа ако не е родово неутрални тоалети? Да, меѓутоа гледај се, друго збор, значи тогаш треба да насочиме енергијата кон тоа да се, значи да се направи сегрегација помеѓу хендикепирани овакво по пол, а не да одиме во насока дека Не, пак како не ти е сваќам. прифатливо, гледај се. Зошто по пол хендикеп? Треба да се разделат по Не, пол во... не, поинтата ми е друга. Еве, имаш керка. Сега, дали го тоа? Значи, дали би ти било прифатливо во тоалет да влегуваат луѓе кои што имаат фалус без разлика дали се идентификуваат како машко или како женско? Ја може да се идентификувам како сакам фалусот ќе ми Али тоа е остане. многу интересно што никогаш тоа не се регулира со закон. Во ред. И само да ти објаснам. Зборам за Еве ќе ти- општествено прифаќање. Може да кажа ова што се Секако. баш еден транс дечко ми кажува ситуација во јавен тоалет во ГТЦ. Се онде транс прво тие луѓе изгледаат така, значи ако е транс дечко изгледа машко. А тоа е жена која што смета дека може така. Да. И транс дечко, вика сега, вика, ми се оди во веце. И јас, стварно, вика, мене стварно не ми е гајле во кој ќе влезам. Сакам да завршам Да, работа. тоалетни си. Ама јас се соочам со непријатности таму, не заради мене, него заради луѓето. И се си викам, добро, транс дечко сум, да влезам во машко, да не ме избркаат дека сум, не сум машко. Така. Вика, вика, тоа е, сега ќе влезам во женско. Влегов во женско, се дигна паника, а тој трансмаш, значи роден како жена. Да, има вагина. Да. Почна да врискат, да ме бркат. Јас отидов вика после тоа во машкото, пошто таму кажал во едното веце. Што е? И се направи хистерија една, на крај века и истрчав и избегав. Не. Што е неутрален тоалет? Како тоа Во изгледа? таа смисла, стварно мислам дека прашањето, барем во Македонија, на транс луѓето, далеко сме ние од дискусија за тоалети. За тоалети ќе се снајдат. Да. Стварно сме далеко. Прифатливо, да. Она што го зборевме, беа, она за што се боревме, беше тој закон, кој што не доаѓа од каприц. И нема врска со тоалети, туку има врска со документи. Транс лицата во Македонија Дори не не можат... пресуда сега на Страсбург. Да. Наташа Не можат со со, Наташа беше да. адвоката во неделот. Во самиот пасош и се тоа се некои непријатности. Во некоја земја тоа ќе биде една само непријатност и ако ме прашате мене, ако е непријатност, издржете. Мислам и ние трпиме Така секакви да. непријатности. Ама во Македонија таа непријатност може да ве кошта живот. Кога патуваат надвор од државата, во таму ти стои да речеме машко име, а матичниот број ти покажува дека си женско. Да. Тој веќе сомнеш за секој цариник дека може би е твојот документ фалс. Така. И јас не ги обвинувам цариниците, и полицијата, тоа апсолутно треба да го повика човекот. 0-0. Да не кажам дека тоа се инвазивни прегледи, тие луѓе се соблекуваат голи, се брца на секаде Да, по нив да, за да. да се потврди дали е машко или женско. И сега ние сме и таква нација. Мала, конзервативна паланка. Те дознаваат сите. Па се викаат колеги, ела да види се како изгледа ова Да. женско ли е, машко ли е. Така натаму. Истиот е случај со банка. Во банка нема да те соблечат гол, меѓутоа се сомневаат дека отвараш сметка со лажни документи. Да. Тоа е сериозно кривично дело. И ти мораш на службеничката во банката да ја кажеш дека ти си транс личност. И веќе вториот ден, третиот ден, во мала земја, твоето пошироко семејство дознава, твоите соседи дознаваат. Не знам, и слично. Тие непријатности кои што чинат некој живот, сакаме да ги решиме. Останатите, како прашања за тоалет, Веројатно не се знам на што, маргините. се на маргините и се снаоѓаат луѓето. Еве ти кажувам, мислам, Да. некогаш е непријатно, ама и ние цис родови па имаме Ги непријатност. препознаваш ли негативните импликации или можните негативни импликации? Пример, издржување на казна затвор. Јас можам да бидам осуден како Јанаки Митровски на 3 години затвор. Во вакуум просторот кој што и законот ми го дозволува од правосилност на мојата пресуда до излегување на затвор, јас ке се. Тоа што така на неумесен начин, мислам дека со Санела го имам ова зборувано, на као на неумесен начин се беше законското решение составено со изјава на нотар или нешто Имаше слично. сите овие дилеми беа Сакам да ти кажам, и поентата ми е таа, и ја кидам ќе се пишам дека сум, не знам, сега сум Јана Митровска. Па не може така. Мислам, знам дека така за И ќе ама не одам може во така. женскиот одел од
и дризово, и са поентата ми ја разбираш. И не е само тоа, постојат Па повеќе гранки ние кои што веќе може имаме да бидат... луѓе со променети документи. Никој имавме Знам за случај, нели X личноста која што догура имаме до уште стажбо и повеќе, доби. имаме И повеќе, доби. имаме повеќе луѓе кои се променети документи. Ние имавме еден случај да трансжена треба да Се извини, ги служи мислам за затвор. трансжена, тоа е машко кое што е... Да, Маш кој родено што е како машко, развиваш кога смета дека е а жена, сега да. е жена, Да. да. Трансжена, бидејќи го немаме, и тогаш воопшто не беше ниту во процедура законот Добре. за правно признавање на род, тоа се случува претходно. Требаше да отслужи казна затвор, затоа што немавме никакво решение, така требаше да влезе во машки затвор. Добро. Самата држава рече не, пуштате ја, не влезе затвор. Затоа што не Добро, сакаше, им даваш идеи са на некои од моите клиенти. Да, не како да сакаше затоа што избегнува. е вистина трансжена, не можеше да им гарантира безбедност. Да, веројатно и би дошло до... Помало кривично, мислам беше мало дело, Да. не плаќање алиментација беше, Да. мислам не беше на вистина Јасно. некој голем случај, беше и краток период, ама тие се плашат дека нема да може да ја спасат од Останати насилство и силување. Така. И единствениот начин како се справуваат, бидејќи за ова мало кривично дело стварно можеше да се изигра системот. Не баравме ние самите тие реши, ако леле уште ова ни фали. Кај поголеми кривични дела ќе мора да има отслужување на санкцијата. Што прават трансжените Родово неутрални затвори, тоа... Сега те закачам. Ако ме прашаш мене, не би знаела, тоа не е моја Така, тема, да, стварно моја не би историја, знаела. да. Ние сме имале, Шведска имала мешани затвори до 80 и некој, ако не се лажам, и лоши се искуствата. Така, Мислам, сигурно. еве, не Јасно се е, добри, јасно да. е. Во поголеми, значи за поголеми кривични дела каде што трансжени влегуваат во машки затвори, за да им гарантираат безбедност, ако си ти осуден на 5, 10, 15 подолго години траен затвор, затвор. само во самица ги поминаш тие години. Што е полудуење. Да. И Тоа е тогаш подобро да полудуење. ме утепат. Да, И се, окей, секој закон носи ризици во себе. Идејата на овој тип на закони беше внатре во собраниска процедура да се разгледаат, затоа што на неколку нивоа во работната група, нема да мислиш дека тоа глатко поминуваше. 300.000 подбариери беа ставени во законот за ова да не се случи, тоа да не се случи така. Ниеден закон не е совршен. Оваа дискусија требаше да се води во собрание, нели, како местото на кое што се прават, се носат закони. Наместо тоа се избра друг начин да се води на пресконференции, да се Како што кај исклучи- нас често бидува. Да. И тоа е тоа. Не помина законот, ама па од друга страна законот беше она што мене повеќе ми пречеше беа дезинформациите поврзани со тоа. Значи да се тврди дека тој закон се носи, дека преку тој закон ќе се воведуваат клиники за менување пол во училишта. Педофилија ќе се легализира. Педофилија ќе се легализира. Мислам, јас се смеев на почеток, стварно мислам дека Ма и нема ние baš човек, се смеја, не дека се нема смеја. човек што ќе да поверува во такви будалаштини и така како Веруваат. веруваат и не може да се справиш. Да со тоа. сумираме. Ти си на став, се те прашам лично кај Цветковиќ дека постојат повеќе од два пола. Пола? Да, Да. и постојат интерполови луѓе. Јас не сум на тој став, но еве не би ти Ама ги извадил интерполови очите. луѓе, интерполови не би ти ги извадил луѓе, очите чекај сега не поради ме свати тоа. добро. Ајде. Интерполови луѓе се луѓе кои што се родени со два пола. Ама тоа е друго. Сега Интерполови. Ама ти ме праша дали постојат повеќе од два пола? од два рода, еве. Да. Од повеќе од два рода, да, постојат трансродови луѓе, мажи Добро. и жени. Во ред. Многу често кај нас е во сериозен пораст, она што се нарекува терминолошки антиродови движења. Значи знаеш, свесна си дека тоа го гледаш го и особено затоа што нели си се бавиш со таа проблематика, кои што се често поврзани со кога се стигматизираат овие групации на маргинализирани луѓе и она што мене особено ме пречи, јас имам расправано таков сум малце, знаеш, не знам да преквитам. Ја и на социјални мрежи си имам расправано со особено ми пречи кога се поврзува хомосексуалност да фатиме со педофилија. Тоа се тоту различни, не баре, значи не е ексклузивно право на хомосексуалци да, мислам, не е болест Да. и кривичен Ниту престап, хетеро, ниту хомо, не, да. Значи тоа си е
посебен деликт, болест, деликт, ментално и ментално И пореметување едно и и друго, деликт, да. кое што не е врзано со сексуална ориентација. Мислам, Јозеф Фрицел, Да. кој што се силуваше со сената ќерка. Така, сигурно, апсолутно дека постојат и хомосексуалци, педофили. Меѓутоа, кај нас е многу лесен таргет тие луѓе да им се лепи дека е педофилија, си видела и они нели монтажи со као детенцето го држи и такви. Кај нас е во многу сериозен пораст и сега има и некоја мрежа на организации кои што така прикладно се представуваат како дека се за заштита на семејството, затоа што знаеш тоа секогаш убаво звучи и прибира подршка. Јас ќе се обидам до крајот на оваа сезона, која што ќе биде нели до крајот на крај на јуни, почеток на јули, да обезбедам еден од секогаш сакам да се чуе сечие мислење нормално во рамките на без да повикуваме некој нели да биде запален. Ќе се обидам да обезбедам представник од таа мрежа, мислам и дека и ќе обезбедам бидејќи желни се за настап, ќе дојдат, да. Сакаат медиумски простори внимание. И имав идеја да искомбинираме, ама не И јас имам своји граници, јанаки морам и ја некаде. Каде е границата? Еве, значи јасни се ставовите дека парафразирам го попедерчувате населението, го уништувате семејството, дека тоа е агенда на Сорос за да се уништи семејството како нуклеус на нацијата и така натаму. Сте водели ли постапки? Легални постапки против ваков, зашто види, ја можам и 500 вицови да ти кажам, реално можам и да се подсмевам со хомосексуалци, со не знам, со бисексуалци, со све. И тоа е во некоја социјално прифатлива граница, меѓутоа имаме, отворете ги социјалните мрежи, особено ми беше гостин Игор Јадровски нели од комисија, кој ми е личен пријател 25 години, и он баш кажуваше дека по принцип пред парадата на гордоста тој наплив на таргет на тие луѓе значи едно е да кажам неќам педери, не знам са тривилизирам, а друго е да кажам дека треба да ги убиеме и да ги запалиме или не знам кај да ги ставиме. Јас лично не водам постапки, не знам зошто јанаки мислам дека огуглав некако дебелокожец сум. Исто така сум свесна. Дебелокожец има сериозни. Свесна сум исто така дека тоа е моја вина. Не мислам дека е тоа добро. Јас ги охрабрувам сите да не ме следат мене. Јас имам некое чувство дека јас на ова општество конзервативно му носам, му сервирам, му промовирам вредности кои што и самото е шокирано, не може да ги и имам некакво разбирање и окей, тука сум да го се поместува, кога се поместува, и точно што го кажа ти. Некој, мислам и вицови, немам никаков проблем со тоа. Границите се пречекорени. Сега е прашање, сега на вистина се пречекорени границите, мислам, едно е ти да се подсмеваш и да ме зезаш сега дека не знам, еве. И сум слушала такви работи, дека сум, не знам, промискуитетна, дека кој знае вие што сакате, жените, мажите, никој да не се знае ред, сите да бидат претерано слободни, како ги вика, како не, ултралиберални или како не вика, тоа е окей. Ама кога некој ќе те нарече педофил, мислам, јас сум мајка, нам дете кој што оди во училиште. Так. И моето дете се соочува таму со други деца кои што можеби родителите чуле дека јас сакам да им озаконам педофилија во училиштето. Тука се повлекува една црвена линија. И кога ги спомна тие луѓе, и ја затоа реков, и јас морам да ставам некаде граница со кого седнувам да разговарам, со кого не, оние кои што ми го направиле мојот живот пекол, оние кои што ме клеветеле со најодвратни работи, дека сум нацист, дека поддржувам педофилија, не само што не заслужуваат да седат и да разговараат со мене, туку нека бидат срекни што не сум се бавела правно како што треба. Јас таму, ако некогаш се видам со нив на маса, тоа ќе биде во судница. Кои ти се следни планирани активности? На професионален план, сега на приватен, нормално не би те чепкале, тоа си е твој живот. Кои ти се следни, кажуваш дека си во, сега не хиатус, полупензија, како да го наречеме, на село ли се преселиш? Пола сум на село. И јас полека сакам да мигрирам, реално, мислам, Скопје не е место за живот веќе одамна. Да, ама и јас и ти имаме деца на кои што им треба урбана средина и затоа е, пола сум на село, пола сум во град.
Она што сакам да го направам, на што ќе се посветам, сакам да напишам книга. Браво. Да. Сакам, сме интересирани нешто со што се бавам сега се политики на надеж. Тоа ме интересира. Елаборирај малку. Тоа Што е политика на надеж? Тоа е комплициран концепт, особено кога си на почеток и кога ти е главата за некое време. Не би те форсирала. ако. Накратко, зошто ме интересираат политики на надеж? Она што го живееме сега, една екстремна десница и антиродови движења, се меѓу другото заинтересирани временски за старите златни времења. Односно, поглед свртен кон минатото. Минатото како единствена можна иднина. Мислам дека на светот му треба надеж. Ме интересираат кои се политиките на надеж и што е она што луѓето, што е она што не дава надеж. И мојот концепт со кој што се бавам за надеж не е нужно, надежта не е нужно врзувам со оптимизам, напротив, надеж во песимизам е нешто што повеќе ме интересира. Ирена, ти благодарам на одвоеното време, ќе биде бомба емисија. Се надевам.